Благодарам. Министре Бочварски, не можам да ви кажам ниту благодарам за ова што сте ми го доставили и што го нарекувате одговор на прашањето кога Охриѓани и Стружани да ја очекуваат комплетно завршена велосипедската патека Охрид-Струга. Ова не е одговор, министре, туку е лага по трет пат кажана. Прв пат ги излажавте граѓаните на Охрид и Струга со програмата План за живот во Македонија од 2016 година, каде на страна 195 под наслов патишта пишува целосна реконструкција на патот село Подмолје, Струга, Калишта, Радожда, стариот пат кон Охрид Струга на постоечката траса и придружна патна инфраструктура, велосипедски и пешачки патеки, за да се обезбеди квалитетен пристап кон туристичките капацитети на крајбрежјето. И бидејќи ова не го реализиравте, следуваше идентична лага од збор до збор во предлог програмата за работа на владата 2017-2020 година. Трет пат со истава лага ги излажавте граѓаните во јуни 2022 година, кога со ребалансот беше прифатен амандманот на опозицијата за изградба на оваа велосипедска патека. Тогаш, министре, пред јавноста покажавме конструктивност. Се пофаливме со Охридско-Струшки сојуз помеѓу пратениците од власта и опозицијата затоа што се работи за доброто на граѓаните. Што правиме денес? Што бидно од сојузот? Не се прави сојуз со луѓе кои даваат лажни ветувања. Ако се има волја, ќе се најде и начин, министре, и тие и вие тоа многу добро го знаете, но заради вашата неспособност сега топката ја префрлате на друг за нешто што се нарекува регионален пат кој поврзува две општини, прашање за кое е надлежна владата. Како? Сега ќе ви кажам, бидејќи очигледно не знаете и не можете, а што е нетрагично и не ни сакате. Според актуелниот закон за јавни патишта, прекатегоризација на државните патишта може да изврши единствено владата на предлог на Министерството за транспорт и врски. Значи станува збор за регионален пат кој само треба да се прогласи за регионален пат од државно значење и интерес како урбанистичко-плански инфраструктурен проект кој поврзува две општини. Многу е едноставно. Една Албанија не надмина на секое поле. Прошетајте на албанската страна на крајбрежјето на Охридското езеро за да ја видите изградената велосипедска патека која функционира од пред неколку години. Додека вие, по не знам кој пат, Охрид и туризмот ги оставате заглавени помеѓу институциите затоа што имате сосема погрешни приоритети, лажење и крадење. А ветувавте Македонија без црни точки и Македонија без кал. Од сето тоа ја имаме само Македонија без асфалт и Македонија без инфраструктура. Не сум задоволна од одговорот и немам дополнително прашање.